мерки се уште нема за справување со енергетската криза, за разлика од нас другите земи носат мерки и се подготвуваат за престојната зима. Кои се вашите заклучоци? Што треба државата да направи уште од сега за да ние бидеме подготвени да ја дочекаме зимата? Едниот сегмент е во делот на зголемување на домашното производство и тука предлагаме еден сет на мерки поголем. Вториот сегмент е во делот на меѓународната политика, бидејќи енергетиката не разбира граници и она што е потенцијална опасност доколку државите почнат да се бранат себе си од затварањето на кросбордер капацитетите во текот на зимските месеци, во дадени кризни периоди, као например 12-та година тоа се случи и така натаму. Во тој случај не станува збор на цена, него станува збор дека не ќе можете да ја донесете енергијата и тука ќе морате да се подпрете само на домашното производство, кое што за жал не задоволува во Македонија за потребите, поготово не во зимските месеци. Нашата држава, мислам дека треба да уште од сега поразговара со сите соседни држави да не дојде до такво сценарио, бидејќи ние сме увозно зависна држава. Третата група прашања се група на прашања како индустријските капацитети да полесно и поедноставно дојдат, значи, до некаква енергетска независност со поставување на некои извори на енергија као панели, па и други, значи, за сопствените потреби. Бидејќи спомнавте зголемување на домашното производство, тука станува збор, претпоставам, за ЕСМ. Дали сметате дека ЕСМ има капацитет и кадар во моментов да го обезбеди тоа 100% покривање на потребите? Јаглен веројатно ќе треба да се обезбеди, но имаме еден друг голем капацитет, тоа е ТЕТО, тоа е, значи, електраната во Скопје, која што исто така служи за грејење, значи нејзината е намена дупла, значи тоа е сериозен инсталиран капацитет во електрична енергија, над 200 мегавати, а исто така нели и обезбедува топлина во текот на зимата, треба да се обезбеди тој да работи. Нормално тоа е во приватна сопственост, меѓутоа во оваа ситуација веројатно треба да се седне со тие луѓе, да се поразговара како да се обезбеди тие да работат. Уствари најзагрозени и најоштетени во дадената ситуација и единствени кои што се борат на слободниот пазар се големите компании, овие кои што имаат над 50 вработени, над 2 милиона евра приход. Тие денеска плаќаат цена на електрична енергија берзанска, која што кажавте достигнува и до 500 евра. Како ќе се донесе? Да, значи јасно е дека проблемот е финансиски, меѓутоа доколку нормално треба да се плати за да се донесе, но доколку се затворат границите, тогаш не ќе биде можно ни да се донесе. Бидејќи го споменавте и мазутот, како ќе го донесеме, од каде ќе го донесеме тој мазут? Ако тоа се остави на ЕСМ само, значи ЕСМ можеби нема доволна финансиска моќ у моментов тоа да го направи и треба да почнеме уште сега да го правиме, бидејќи зимото можеби ќе биде касно. Тоа што можеме сега да веднаш да го набавиме, ќе го направиме и полесно и поевтино. Дали навистина можеме ние оваа година, оваа зима да немаме рестрикции? Треба да се спремаме за сценарија кои што би можеле да бидат најлоши и тие сценарија да имаме одредени, значи унапред направени планови за да не бидеме изненадени.